Иако сте поминале на зелено светло, а потоа поради застој сте заглавиле со автомобилот на крстосницата, нема да се спасите од казна. Сообраќајен прекршок ќе ви биде регистриран и ќе треба да платите казна од 45 евра во денарска противредност. Бидејќи како возач сте требале да направите проценка дали можете да ја поминете крстосницата или не. Со лошата проценка сте направиле угушување на сообраќајот. Но она што е добра вест во целата ситуација е дека системот SafeCity нема да го регистрира овој прекршок како поминување на црвено, што беше случај на почетокот, а кој беше казнуван со одземање на возачката дозвола. Првично камерите ви идентификуваа како да сте поминале на црвено, зашто заради тоа што ве фаќаат во опсегот на забрането движење и покрај тоа што сте влегле на зелено, но тоа го отклонивме и повеќе нема да има тој прекршок нема да биде констатиран како поминување на црвено со забрана, туку ќе биде констатиран како угушување на крстосница, кој што дополнително ќе го внесеме во рамки на SafeCity. Колку камерите, односно SafeCity, може да ги препознаат вистинските прекршители на законите. Министерот вели дека совршен систем не постои, но додава дека грешките кои настапуваат ќе се отклонуваат постепено. Секој граѓанин кој смета дека е оштетен има право да се пожали во најблиската полициска станица. Во одредени полициски станици на граѓаните им било кажувано не сме ние надлежни, треба по место на живење, по место на регистрирање на правно лице и така натаму. Тоа не е точно. Полицискиот службеник е должен, без оглед дали е во полициска станица во Гевгелија, во Делчево, во Берово, во Дебар, во Скопје или било каде. Кога граѓанин ќе дојде во рамки на полициска станица и ќе донесе документ, каков и да е, да го прими документот. Должен е. Тошковски најави дека во иднина системот ќе биде надграден и камерите ќе регистрираат непрописно паркирање и запирање на возило, нешто што беше предвидено во првата фаза, но се уште не функционира. Во моментов, SafeCity регистрира брзо возење, поминување на црвено и управување на нерегистрирано возило.